Благодарам. Пред да поминеме начинот на произнесување по првата точка од 104-та седница, сакам да се навратам на текот на оваа иста седница, односно по првата точка, а се однесува на тајмингот после полноќ денеска и се повикувам на членот 89 став 2 од деловникот, кој што вели дека пратеник се пријавува за реплика на говор на пратеник на кого сака да му реплицира, се додека не почне да говори првиот пратеник пријавен за реплика, и на членот 90 став 2 вели ако говорникот се оддалечи од прашањето, председателот на собранието ќе го повика да се придржува за прашањето. Се повикувам на овие два члена, бидејќи вчера после полноќ, поточно после 1 час, од кога колегата Игор Јанушев имаше збор, председателот на ова собрание, кој што многу пати досега има кажано дека е само прв меѓу еднаквите останати 119, не го искористи ставот 2 од членот 90, за да го предупреди прво пратеникот Јанушев, затоа има можност два пати да го опомени доколку смета дека се оддалечува од темата за која што се пријавил за збор, тоа не го направи и потоа не се пријави ни за реплика за да му го каже она што му го кажа, злоупотребувајќи неговата положба, злоупотребувајќи го микрофонот и притоа искористувајќи да врати многу полошо и добро е што колегата Јанушев не го слушнал тоа до крај, па сега во негово име, а како заменичка координаторка на пратеничката група на ВМРО ДПМН реагирам. Имено, Талат Џафери беше збеснат, и јас го разбирам затоа што сум жена, мајка, го разбирам тој инстинкт кога некој ќе ви чепне член на семејство, но Игор Јанушев зборуваше за полнолетен член на семејство, кој што вчера беше топ вест тема на денот и за кој што ДКСК има отворено предмет. За разлика од тоа, Талат Џафери спомена малолетни членови на семејството на Игор Јанушев, за кои што тој апсолутно не доби можност ниту право да му врати за ваквиот низок удар, што е ништо неочекувано од оваа личност која што секогаш се фали дека работи согласно деловник, дека е еднаков со останатите 119, но тоа не го направи. Не ги искористи деловничките можности, туку онака во негов стил само покажа храброст или би рекла кукавичлук и му ги спомена на Игор Јанушев малолетните деца. Може би јавноста за ова немаше можност да просведочи, но добро е да предупредиме како првиот меѓу еднаквите злоупотребува деловник и не дава можност да му се врати кога тој вреѓа и искористува малолетни членови на семејство на колега. Апсолутно